Во ова издание на студиото на Нова ги покани Фарсим Зеколи и професор Кекеновски да разговараме за две теми, односно две битни пораки кои вчера беа испратени во Скопје, едната од Скопје, другата од Страсбург, едната од Филе, другата од Ештон. Денеска нема реакции, барем не можеме да засега нема реакции од политичките субјекти со кои Ештон се сретна вчера. Па ме интересира какви се вашите коментари, какво е значењето и тежината на пораките кои вчера ги добивме од Страсбург и од Скопје? Па има и порака и денеска од Германското министерство за надворешни работи, но во врска со вчерашните пораки мислам дека добро, може би се спакувани во една форма или на друга форма, ништо што не сме го знаеле до сега, ништо што до сега не сме го очекувале. Ова е веќе најавено уште и пред 1 март и интервенцијата на господинот Филе, се извинувам, но пак се сведува на една јасна констатација. Ние можеме да збориме стратегии, за тактики, за времења, за условување на сега тоа, политичката волја. Добро, прашањето е дали овој пат тежината на овие пораки, кои беа прилично експлицитни, дали наметнува, наложува некакви нови обврски за нашите политички субјекти? Па, за мене пораките беа доста конкретни, доста јасни. И ако се обидам да го сублимирам сето тоа, нели, покрај оние позитивности што ги искажа и одредени негативности во делот на неисполнувањето на договорот од 1 март помеѓу политичките партии, со кој што наводно излеговме таа политичка криза, мислам дека се доволно јасни и дека јасно укажуваат дека дојдено е конечно времето да го решиме проблемот со името. И јас, иако минатата година реков дека сум оптимист дека тоа ќе биде во почетокот, во првото полугодие на 2013 година, меѓутоа малку сум преранил, меѓутоа сигурен сум дека до крајот на 2013 година ние ќе мораме да го решиме спорот со името. Дали се согласувате прво со оваа предпоставка и каква динамика ми очекувате? Дали ми очекувате воопшто дека некаква динамика во овој процес ќе се случи? Дека името мора да се реши, тоа е повеќе од јасно, но јас никош не би се врзал за календари, бидејќи сепак треба да се согласат и надврешно политичките интереси и внатрешно политичките интереси кои се во дискрепанца. Во овој момент не знам, не сум потpuno сигурен дали тоа име ќе биде во функција на добивање на уште една рунда парламентарни избори или пак тоа може да ја одмогне на ВМРО-ДПМНЕ. Позитивното во светот тоа е дека после овие локални избори ВМРО-ДПМНЕ е релаксирано на подолг рок. Има де факто контрола на теренот преку толка број на општини освоени, но сепак не еднаш сме изненадени од калкулациите од господинот Груевски, така да после седците промашени прогнози може би подобро да бидеме се презервирани. Без разлика на резултатите, она што се очекува од нас, тоа е решавање на спорот за името, како што вчера многу експлицитно Ештон кажа, без разлика од односот на силите одмерен на овие избори, тој процес и такво едно решение подразбира политички диалог, односно создавање на некаков општествен консензус во општеството. Можен ли е таков диалог и да се дојде до таков консензус? Вака, прво сите ние во Република Македонија мораме да знаеме дека решавањето на спорот со името со Грција не е проблем на една политичка партија, не е проблемот на една личност, не е проблемот на владата на Република Македонија. Ова е проблем на сите граѓани на Република Македонија, на сите политички фактори и на меѓународната заедница согласно. Оттаму јас мислам дека после 22-23 години ние повеќе не можеме да се играме и мислам дека трпението на меѓународната заедница токму по однос на решавањето на овој спор, бидејќи сведоци сме овие 20 на години дека имаше периоди каде што преговорите се интензивира, имаше периоди каде што имавме еден мртов период, меѓутоа после 2007-2008 година чинам дека добија малку на динамика, посебно по извештајот од минатата година на Европската комисија од декември месец 2012, каде што јасно една од трите точки беше интензивирање на преговорите. Всушност бевме и сведоци дека тоа и се случи веднаш после Нова година, преди и после Нова година, и мислам дека за прв пат толку експлицитно се соочуваме со еден конкретен предлог кој што
за жал нели дојде прво од Грција секогаш, бидејќи навистина не се транспарентни. Можеби е тоа добро, се додека конкретно не се договорат за одредени работи, меѓутоа нашите се премногу таинствени во тој дел и оставаат можност за премногу шпекулации, а додека кај грците пак протекува еден така, малку се потранспарентни во тој дел, или пак новинарите се повеќе насочени истражувачки. И оттаму сето она што се случи овие 2 недели, мислам дека конечно е дојдено време да конечно ние се соочиме со тој проблем и велам дека ова не е проблемот само на Груевски, туку проблем на цела Македонија. Пак останува прашањето. Ако ние немаме политички диалог, кој ќе обезбеди да се избере председател на една комисија која треба да ги истражи причините за инцидентите од 24 декември, како да замислиме политички диалог кој ќе доведе консензус за решавање на проблемот за името? Јас сум скептичен, сум потпуно таа линија. Не гледам дека се има диалог дури ни за побенигни, многу побенигни прашања, дури и овие кои се денешни, кои стојат на листа на топ теми за кои не се разговара. И пак се враќаме на таа констатација на недостаток на политичка волја, па можеби веќе и недостаток на политичка култура или гради на една друга вид култура на потпуно одбивање и негирање на било каква потреба за консултирање на било кое мислење. И тоа е веќе подлабоко проблем кој не се решава само со името. Туку тој проблем може да не реши и во тоа да преговорите со Европска унија и се разбира манипулациите кои може да се родат од било која одлука која ќе се донесе при фаќањето на компромис. Затоа, видите, и во политиката, и во дипломатијата, по сите тие договори, стратегии, секогаш станува прашање на доверба, на даден збор. Тоа не се состои во ниту една резолуција. Меѓусебната доверба и джентлменски однос, тоа мора да постои персе кај луѓето, но овие кај веќе нарушено. Тоа е, така стојат работите во моментот. Дали овие пораки кои може да се претолкуваат и како суптилен дипломатски притисок, но притисок во секој случај, дека би можеле да го одблокираат заглавениот политички диалог кои паралелно ќе ги решават двата крупни, поситниот проблем како што е расчистување на инцидентите и проблемите од 24 декември и вториот обезбедувањето на консензус по прашањето за името. Па јас мислам дека околу обезбедувањето на консензус по прашањето на името е многу полесно, од причина што видите ги програмите, видите ги статутите. Полесно е, видите, ама видите, јас не знам ниту една политичка партија која што се откажала од евроатлантските интеграции. Сите и во програмите, во статутите, во платформите сите. Впрочем, ако се сетите, Социјалдемократскиот сојуз даде кар бланш на ВМРО ДПМН во делот на решавање на спорот со името. Иако во периодот на изборите, односно во оној период кога беше таа политичка криза, лидерот беше условен, меѓутоа претпоставувам дека тоа е во знак на револт ради тие ситуации. Меѓутоа, мислам дека постои еден внатрешен, премолчан политички консензус помеѓу сите политички партии за решавање на спорот со името. Дали тоа што очигледно Црвенковски е во постојан контакт со меѓународните фактори, бидејќи што вчера се види и со него и со Ахмети, дали тоа значи дека се одвива некаков политички диалог со посредништво на дипломатите? Секогаш постои разговори, постојано зашто? Сепак, знаете, за нов предлог, како што вчера можевме да слушнеме од Филиот, дека е на маса и дека постои нов моментум, како што тој го нарече, кој има некаков, по мене, имплицитет во таа изјава, постои нов квалитет во преговорите. Односно, некаде во некоја фаза напредна. Не може да постои само, не може да постои неколку. Целта е таа, колку патишта водат кон тоа не го знаеме. И ние може да збориме и можеме да анализираме без информации, тоа е претскажување, тоа е читање од кафе, но немаме информации, така да е неблагодарно и нечесно кон гледачите да кажуваме нешто што едноставно никој овдека не го знае. Што точно се случува, што веќе покажува за каква ниво на транспарентност работиме. Вие кажавте во Грција било какви критики може да упатиме, но таму има некаква транспарентност. Кај нас нема и се прашањето е зошто го кријат. Зошто, значи, ми дава за причина да верувам, да се посомнам дали овие луѓе се воопшто способни или спремни тоа да го разберат на некој дипломатски начин. Второто прашање,
што се однесува до диалогот, да бидеме искрени и коректни со сите критики кон СДСМ. СДСМ направи оставка. СДСМ се врати во собрание, излезе на избори. За мене лично тоа беше тотално незрел потек, но тоа го направи. Прашање е кога господинот Груевски ќе најде за сода да направи некој компромис визави опозицијата или визави било кое друго прашање. Тука е клучното прашање. Господинот Груевски има изградено култура на непопуштање и на култ на непопустливост. И фактички полека станува заложник на самата таа култура. Дека било кој компромис ќе биде прочитан како слабост, што е апсолутна грешка. Што мислите вие, Груевски, за факт е дека да, точно е дека факт е дека има еден потврд став, прашањето е сега дали после ваквиот нов развој на настаните, дали ќе биде соочен со дилемата за неговата лична одговорност дека доколку Македонија отпадне од онаа композиција на возот на европските интеграции. Така да, факт е дека тој има потврд став по однос на сите овие прашања кои што ги кажавме, меѓутоа факт е кој што не смееме да го пренабрегнеме, дека тој навистина никогаш децидно не рекол јас не го менувам името. Јас преговарам и спремни сме за компромисно решение. Впрочем, тоа го слушам и од изјавите на председателот. Сега, како ќе биде тоа компромисно решение, јас, нели, до 2007 година, 7-8 година, ние воопшто не слушавме за прашањата, за проблемите со идентитетот, кои што сега испадна на прв на преден план. Меѓутоа, исто тука мислам дека постои општ консензус кај сите политички партии дека не сме да се задира во идентитетот на македонскиот народ. И предпоставувам дека тоа решавањето на тој проблем, односно на тоа прашање, како еден од повеќите дилеми кои што се јавуваат во тој сегмент, сигурно ќе оди етапно, фазно за некој подосежен период. Меѓутоа, мислам дека сето ова што се случи, можеме да кажеме и одредени не симпатии, туку и поддршка која што ја доби во целокупното овој процес на решавање на политичката криза, како и замижувањето пред одредени нерегуларности кои што ги имавме на изборите, чинам дека се доволна порака и доволна основа на Груевски конечно да јавно излезе и да каже дека ќе отпочнеме со преговорите за името, во смисла да, бидејќи слушаме дека е ставено на маса, така да јас сум сигурен дека месециве кои што ни престојат да конечно ќе се разговара и впрочем тој дека се очигледно се разговара веќе. Јас мислам дека веќе е и при крај од причина што можеби месециве кои што ни доаѓаат ќе бидеме така подготвувани за еден референдум. И сега тука е прашањето како ќе се постави, како ќе биде поставено прашањето и можеби е најклучното прашање каква политика, односно на кој начин ќе се обиде да го промовира референдумот Груевски. Покрај овие суптилни притисоци од надвор кои се случуваат и кои мислам дека ќе се зголемуваат во наредниот период, има и нешто што вие, господин Кировски, го нарековте во една ваша изјава суптилен ултиматум однатре. Так, а тоа е изјавата на Али Ахмети, која вчера повторно ја слушнавме под неговата средба со Волерс и мислам дека не случајно изјавата тој ја повтори во една таква констелација, односно посредбата со амбасадорот на Соединетите Американски држави. Колку мислите дека овој односно како ја толкувате вие изјавата на господинот Ахмети? Господинот Кеновски, како што реков во неговата изјава, рече дека е суптилен ултиматум. Станува ли според вас збор за ултиматум? Не, тоа станува збор за давање на привид дека се дава ултиматум, дека нешто се прави, но всушност мислам дека писмото беше некоректно и во духот на она што веќе станува некој модус операнди како во македонскиот, така и во албанскиот политички блок, во кога комуницираат, се обраќаат на албанците или на македонците. Но ќе приметите дека ниту една од партиите, ниту во македонскиот блок не се обраќаат на албанските политички партии, ниту пак албанските на во кратко кажано. Не гледам причина зашто господин Ахмети се обраќа на македонците. Има партнер во владата во која он е во коалиција.